Со следнава утринска содржина и приказна ќе го заокружиме денешното издание на утринската промоција на илустрирана сликовница на Музеот на македонската борба за самостојност. Марија, добро утро уште еднаш. Добро утро повторно, Марко, од Музеот на македонската борба во Скопје, каде што ќе напоминаме дека во текот на вчерашниот ден се одржа промоција на едукативна илустрирана сликовница на самиот музеј, насловена Македонките во битка, вистински приказни. Верувам дека ова вклучување ќе биде интересно за нашите гледачи, со оглед на тоа дека ќе напоменеме нешто повеќе за оваа едукативна сликовница, односно како им помага на посетителите во музеот да ги сватат подобро сложените историски теми. Најпрво за самата тематика на оваа сликовница ќе ни открие мојата денешна гостинка Даниела Митевска, која што е кустос во музеот. Да ја посакаме добро утро. Добро утро, еден поздрав до гледачите на телевизија Телма. Голема благодарност до вас на оваа укажана прилика да промовираме оваа наша едукативна музејска сликовница, трета поред како издание. Како што кажува насловот, значи Македонките во битка, вистински приказни е посветена токму на македонската жена, ајдутка, комитка, партизанка. Односно ги представуваме сите оние наши жени кои што иако условени од религиозни, патриархални, социјални, економски, политички причини на некој начин наоѓаат и смогнуваат сили да дефинитивно останат јасно и гласно и се спротивстават на сите овие патриархални стеги и стереотипи на своето време и постепено но сигурно се вклучуваат во оние првични или први форми на вооружен отпор, дури и во идуското движење, па се до нивно вклучување во македонската револуционерна организација. Но ние не ги представуваме само овие жени, туку зборуваме и за жените работнички пролетерки, кои што исто така преку, би рекле, социјалистичката мислена на предното работничко движење и интелигенцијата, исто така активно се вклучуваат во практично своите борби за емансипација, нели, нови промени во општеството. Така да што преку едно нивно активно учество во штрајкови или првомајските манифестации, организирање на манифестации за време на, би рекле, осмомартовските демонстрации и така, практично, дефинитивно успеваат да се вклучат во она меѓународно движење на жените и да се борат за своето право на глас, нели, рамноправна положба, поголема заработувачка и, би рекла, целосна слободна личност на жената. Тоа ќе го достигне македонската жена со незиното вклучување во антифашистичката борба и народно-освободителното движење и дефинитивно, би рекле, тоа е она нивна борба која што овозможи и градење на нашата иднина, она што ние денеска го имаме како жени во Македонија. Може ли да напоменеме нешто за самата илустрација, можете слободно да прикажете и кон камерата, како сето ова кое што го кажавте го символизира самата илустрација? Што може да се... Да, во поглед на илустрациите ни помогна Натали Николовска. Нашата идеја беше, бидејќи представуваме тематики кои што се представени во музеот, да одбереме представа на музејски експонати, предмети, па и уметнички сцени, платна, кои што ги имаме, дури уметнички фигури, восочни фигури на некои наши историски личности, жени, нели, кои што се представени, и да направи илустрација од нив, за да можеме да ги внесеме така повизуелно, би рекле, да некако допреме до учениците, бидејќи е намената представа за учениците од основните училишта и на таков начин да дополниме таа нарација која што колку и да е јасна, без оној визуелен момент, би рекле дека можеби е потешко сватлива за или подобро допира до децата на таков начин. Благодарам многу за одвоеното време. Овој разговор ќе го продолжиме и со мојата друга гостинка Ана Вишинова, која што исто така заслужна за самото реализирање на ова илустративна сликовница, едукативна исто така. Со оглед на тоа дека за трет пат се изработува ваква едукативна сликовница за потребите на музеот, кажете ми според вас од колку во значење изработката на вакво нешто и колку всушност помага на посетителите да ги сватат тие историски теми на едно по-лесно ниво, така да напоменам. Поздрав и од мене. Самото тоа што сликовниците се едукативни, значи тука оваа сликовница е трета поред музејска сликовница и намената за жените. Првите две се однесуваат на Македонската револуционерна организација, револуционерната борба. Меѓутоа, овој пат рековме и во соработка и со консултација со нашите соработници, наставниците од училиштата, сативме дека ни е потребно вакво дело едукативно, историско, музејско, затоа што пред се
е наменета за учениците, која што би послужила како алатка во образовниот систем. Секако сликовницата ќе биде и пристапна на страната на музеот, на веб страната на музеот, така да ќе може да се користи ќе биде и од самите ученици, а уште е поатрактивно што прв пат оваа трета сликовница е напишана и на англиски јазик, преведена и на англиски јазик, така да не само за учениците и во образовниот систем, значи таа ќе биде достапна и за посетителите, странските посетители, и ќе можат сублимирано да го видат материјалот, односно жените кои што се опфатени тука. Во текот на вчерашниот ден напомена во самата најава дека се одржа промоција на оваа едукативна сликовница. Лично, кој е вашиот впечаток? Дали имаше навистина присутни кои што ве поддржуваат и во иднина да се изработуваат вакви сликовници со цел поголема едукација на нашиот народ, но и на странските посетители за нас, како е народ и нашата земја? На наше задоволство, уште кога се објави промоцијата, навистина имаше голем одзив и позитивни реакции. И на вчерашната промоција присуствуваат доста и колеги, пријатели на музеот, ученици, имаше доста со наставници, дури на наше изненадување, и ни беше многу драго што имаше таков одзив. Да, нашата работа траеше во текот на 25-та година, 2025-та, меѓутоа одзивот што го имаше, па и се уште, нели, побарувањето на сликовницата, интересот, навистина не изненади позитивно. Пред самиот крај кратко, дали е тешко, дали е мачно да се направи, да се реализира, да се изработи едно вакво нешто, со оглед на тоа дека напоменав, сложени историски теми треба да се врочат токму во една мала сликовница? Точно, да. Тука мораме да внимаваме и на возраст, и на публиката, на читателите. Сепак е ова сликовница, значи лимитирани сме на одреден број страни. Нашата задача е од тој собран истражуван материјал ние да направиме сублимиран материјал кој што ќе биде интересен, со вистински факти, меѓутоа и приемчив на еден едноставен лесен јазик, кој што ќе биде приемчив за публиката, а пред се за учениците. И затоа практикуваме до сега овие 3 сликовници, на крајот од сликовницата, да имаме еден вид рубрика непознати зборови, сепак историските терминологии може да бидат малку комплицирани за децата и воопшто, да, така да се потрудивме тие непознати зборови, па дури да бидат и преведени на англиски јазик. Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност да кажеме нешто повеќе за оваа едукативна сликовница. Ви благодарам и на вас за посетата. Благодарам уште еднаш. Пред самиот крај уште еднаш ќе ве поздравиме од Музеот на македонската борба во Скопје. Се гледаме повторно утре со нови теми на лице место.